Денеска се одржува Совет на општина Куманово. Една од точките и дискусија за јавното предпријатие Пазаришта. Вашиот сектор за инспекцијски надзор е директно поврзан со работата на Пазариште поради дивите продавачи кои што едно време беа присутни пред градскиот зелен пазар, долу пред спортската сала. Каква е ситуацијата сега откако инспекцијата во Куманово спроведе една ригорозна акција за отстранување на дивите продавачи? Точно така, значи секторот за инспекцијски надзор ја прати интензивно работата на дивите продавачи после отстранување, значи конкретно отстранување во градот на истите и во континуитет работи за отстранување на ваквите појави. Значи со тоа сакаме да дадеме допринос на самото јавно предпријатие да биде во позитива во нејзиното работење, затоа што во интерес на целиот град е да се воспостави еден ред и на крај на откриштата и сообраќајна безбедност на самите улици каде што се продаваат ваквите производи. Значи во тек и во континуитетни се ваквите акции, не престанавме со вршење на истите, значи секој викенд имаме дежурства и секој попладне. Во смени се комуналните инспектори, така да оваа појава ја пратиме целосно. Откако излеговте на терен и комуналните инспектори се присутни таму, дали дојде до некоја ситуација да се изречат и соодветни санкции против некои од дивите продавачи? Тоа исто така го работиме, со што одземаме роба. Значи заедно работиме со полицијата и со пазарна инспекција. Во неколку наврати е одземена стока од самите производители, така што е одземен тутун околу 50 килограми и раноградинарски култури. Што се однесува до раноградинарските култури, во последно време имаме појава на струмичани. Значи таа појава секоја година се повторува и сега, значи во засилено темпо работиме на отстранување на струмичани. Да, веќе струмичаните ги видовме дека се присутни долека и спортската сала и од таму имавте акција на отстранување на дивите продавачи, но они сепак се присутни таму. Како ќе го решите тој проблем? Баш денеска имавме состанок со пазарна инспекција, така што од понеделник поригорозно ќе настапуваме со тоа што комплетно робата ќе не одзимаме. Не само со пазарна, туку и со полицијата ќе. Значи секогаш барате полициска асистенција, им даваат ли отпор продавачите? Продавачите даваат отпор или бегаат додека инспекција е тука, повторно се враќаат. Меѓутоа на нас конкретно ни е битно да тие бидат легитимирани и соодветно казнати. Затоа што местото каде што продаваат не е регистрирано за продажба на такви производи. Каде они би можеле да ги продаваат своите производи струмичаните? Ако се сеќавате, на претходни седници од Совет одлучивме да тие производи ги продаваат на сточниот пазар, каде што има соодветно место, има санитарни јазли, каде што можат најуредно се и да останат таму, да останат таму, да си плаќаат и никој нема да им прави проблеми. Значи од понеделник почнуваат акциите и ова е една најава на инспекцијата. Ние имаме акции, не престанавме откако ги исчистивме, не престанавме, меѓутоа сега поригорозно ќе настапуваме. За да фактички дадеме допринос на јавното предпријатие да работи во позитива.